Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Како што рековме, Никола Груевски никогаш повеќе нема да биде премиер. Се докажа дека Груевски го нема потребното мнозинство за да формира влада. ВМРО-ДПМН синоќа на полнок и официјално ја изгуби можноста за формирање на влада. Почитувани граѓани, Македонија нема време за губење. Демократските процеси се почнати, така одлучија над 612.000 граѓани од сите етнички заедници и Македонија мора да оди напред. Очекувам Ѓорги Иванов да ми го додели мандатот за формирање на нова влада на Република Македонија. Сите поинакви опции ќе значат кршење на Уставот и злоупотреба на функцијата. За целата домашна и меѓународна јавност е јасно веќе 50 дена од денот на изборите. Граѓаните избраа промени. Од тука неопходно е да се формира влада што ќе одразува мнозинската волја на сите граѓани. На Република Македонија е потребна влада што ќе ги обедини граѓаните наместо да ги дели. Потребна е стабилна и одговорна влада, која што ќе го подобри квалитетот на животот на сите луѓе во државата и ќе води реални политики. И влада која што ќе ги обезбеди стратешките интереси на граѓаните и на Македонија, а тоа се придвижување кон евроатлантските интеграции. Ние сме подготвени и целосно посветени на формирање влада која што ќе ги спроведе реформите предвидени од договорот од Пржино и итните реформски приоритети констатирани во извештаите на ПРИБЕ и на Европската комисија. Тоа ќе обезбеди владење на правото и поставеност на институциите исклучиво во служба на граѓаните. Таа влада ќе гарантира дека сите граѓани, без разлика на етничка или политичка припадност, ќе имаат еднакви права и обврски пред законот и институциите. На изборите во Македонија победи концептот на заедништво и новата влада ќе ја гради Македонија во таа насока, во едно општество за сите граѓани. Тоа го ветивме на граѓаните, живот во Македонија и Македонија за сите. И тоа имаме обврска, можеме, знаеме и сакаме да го направиме. Република Македонија е созреана за нови, совесни и реални политики и нов начин на водење на државата исклучиво во интерес на своите граѓани. Благодарам.